Добар ден, почитувани гледачи. Започнуваме ново издание на Слободна ТВ со нов соговорник за денеска. Како што е познато и како што е најавено, тој е градоначалникот на општина Центар, господинот магистер Горан Герасимовски. Точно пред една година беше поканет во ова студио, со кого разговаравме на темата политиката во општина Центар, реализацијата на проектите, проблеми и барања на граѓаните. Добар ден, Герасимовски. Добар ден, ви благодарам на поканата, че сме што денеска сум тука заедно со вас да поразговараме за општината и за проектите кои што се во фаза на реализација, но и што и досега реализирано. Го преслушав нашето интервју пред една година и имаме повод за денеска да поразговараме повторно за сличните или истите прашања, но и за нови. Она што сакам да ве прашам и што ми остави впечаток е традицијата на давањето субвенции за велосипедите, односно за граѓаните што сакат да користат велосипед. Денеска дојдовте на работа со Ламборџинито? Многу често возам велосипед и тоа ми е пасија која што и моите деца ја превземаат. Целта ни е да прво со велосипед се доаѓа побрзо, избегнуваме сите гужви, нервози, немаме проблем со паркирањето, но и се грижиме за животната средина. Ја знаете она приказна кога одредени научници рекле дека голем непријател на современата корпоративна економија е велосипедистот. Вели не троши бензин, не загадува средина, нема докторите што да работат. Како општина имаме многу субвенционирање, вклучувајќи ги велосипедите и тротинетите кои што ги напоменавте, од година во година ги подобруваме условите. Дури и субвенционираме и седишта за деца, за поправка на велосипеди и така натаму. Покрај субвенции за велосипеди, општината има програми за субвенционирање кровови, лифтови. Имате некои бројки во однос на вкупните донации на средства за од оваа програма за велосипеди, со оглед дека тоа може да биде многу скромен број, а може да биде огромен број кој влие врз за промената на културата на граѓаните. Тоа е и целта на самиот проект, да влијаеме врз начинот на живење на граѓаните. Од година во година го подобруваме самиот проект. Општината субвенционира 3000 денари од вредноста на секој велосипед. И досега има огромна заинтересираност. Неколку години мислам дека таа активност, таа програма се започна и веројатно дава резултати. Со оглед дека веќе се забележуваат голем број велосипедисти, барем во овој дел на општина Центар што ги гледаме по патеките. Да. Има решение за овие што возат тротинет? Со оглед дека брзината што ја практикуваат малку е поголема за безбедност. Не практикувам возење на тротинет, некако безбедноста не ми е баш идеална. Ние како општина добивме и награда како највело општина која што се грижи за велосипедските патеки на секоја реконструирана улица, гледаме да ги ослободиме целосно тротоарите од паркирани возила, истите да ги намениме за пешаците и велосипедистите. И затоа ја добивме наградата на која сум искрено многу горд. Филозофијата веројатно на локалната власт, локалната самоуправа е всушност да го подобри живењето на граѓаните во тековното живење. Ова филозофија очигледно дава резултати, а користењето на програмата Велосипед за секој граѓанин во Центар е проект што треба се поздрави. Кои се другите проекти во овие 2,5 години ваш мандат? Нашата грижа, односно мојата грижа како градоначалник е целосна за граѓаните, почнувајќи ги од најситните работи за кои се грижиме и за она што сме платени од страна на граѓаните. Се грижиме и за крупни проекти кои што ги отпочнавме после повеќе од 50 на години, за кои сум искрено горд. После повеќе од 50 на години разговараме за нова општинска зграда и решавање на проблемот со паркирањето од Девармало. Истата ја добивме после година и пол пинг-понг играње со институциите од страна на владата ни е дадено во владение. Во моментов се гледаат и поранешни идејни решенија, но и се планира нов конкурс кој што би ја предвидел содржината и како тоа ќе биде урбанистичко уреден просторот во Девармало, каде што во моментов се старите бараки. Имаме реконструкција на скоро сите градинки, за кои што можам слободно да кажам дека се и
подобри од приватните, со одличен персонал и одлични услови за Технички, децата. Тоа го веројатно, покажуваат грејење. сите оние анкети Така. кои што ги правиме на годишно ниво, каде што и родителите кои што имаат дечиња, но и сите жители на општината ги препознаваат добрите проекти. Отпочнавме со градба во текот на септември, октомври треба и да заврши нова градинка во населбата Пролет, една убава модерна урбана градинка. Отпочнавме нови училни решавањето на проблемот со основното училиште Коле Неделковски. Се грижиме за спортските терени и здравиот начин на живот на најмладите, но и за детските катчиња кои што редовно ги реконструираме. Сме општина која што има основано прво предпријатие, тоа е производство и продажба на електрична енергија. После многу години во собственост ја добивме и салата работнички и успеавме од страна на владата да добиеме 30 милиони денари за да отпочнеме со реконструкција на истата. Мојата цел е покрај тоа што се грижиме за урбанизмот, за што повеќе урбани површини во општината, санирање на што повеќе улици, но се грижиме и за најмладите и за повозрастните со многу субвенционирање и многу проекти. И јас сум искрено задоволен за тоа што досега го направивме во делот на поголемите проекти кои што ќе бидат видливи и изборувани со генерации. Вообичаено е граѓаните да реагираат кога има проблем, а кога ќе се реши проблемот забораваат дека имало проблем и веројатно добрите политичари под наводници овде кои знаат да трошат туѓи пари ќе си направат пиар од тоа. Шега на страна. Ги набројавте овие проекти и очигледно центарци ги чувствуваат бенефитите од функционирањето на општината. Моето следно прашање е во делот таму кај што е рак рана на нашето живење, па речете го и како социолог менталитет. Што правиме со паркирањето и хигиената? Да. Тоа не се менува од година до година. Веројатно децении ќе треба. Сите програми и буџети што досега ги донела општината ги носи заедно со граѓаните преку буџетски форуми, но и преку голем број на истражувања кои што се спроведуваат во текот на годината, за да ги увидиме сите потреби и барања од страна на граѓаните, така ги креираме самите програми, но и го предвидуваме буџетот за реализација на одредени проекти во секоја урбана заедница. Еден од поголемите проблеми со кои се соочува општината, односно измешаноста на ингеренциите ни создаваат поголем проблем. Знаете дека ние како општина имаме најголем број на хигиеничари и добра машинерија. После многу години купивме и цистерна која што се грижи за хигиената во летните периоди, но и наводнување на одредено зеленило каде што нема наводнување капка по капка систем и така натаму. Во општината фреквенцијата на луѓе и сообраќај е огромна. Ние имаме неколку нови паркинзи кои што би почел од паркинзите, па би се вратил кон хигиената, кои што ги санираме и средуваме. Имаме доста состаноци. Минатата недела имавме со директорот и екипата на вработени и раководители од паркинзи на општина Центар, каде што планираме и креираме одредени политики се со цел да ги подобриме условите за паркирање. Центар се плаќаат најмалку за разлика испоредбено со другите општини. Првата кола чини 100 денари годишно. Жителите на околните општини плаќаат часовно паркирање во општината и ние со тој буџет и тие буџетски средства, но и субвенциите од општината кои што стигаат во паркинзи на општина Центар, креираме одредени политики за да ги задоволиме потребите за паркирање. Проблемот кој што и минатата недела го разговарав со професори од архитектонскиот факултет е што изминатите 30 години се издавале одредени дозволи за градба каде што не биле целосно покриени бројот на паркинг места во зградите. Имаме згради од минатото кои што паркинзите се користат за многу други намени. За среќа, сега тоа е стопирано, но тој 3 деценијски проблем бараме начин да го санираме. Знаете, кога правите нов објект, имате 20 стана, имате 5 паркинг места. И тоа се случувало во минатото. И сите тие улици, сите тие возила, нашите улици немаат капацитет да ги примат. Но што направивме? Го видовме проблемот, отпочнавме покрај тоа што отпочнавме да ги средуваме паркинзите и бараме начин да отпочнеме со реализација на нови паркинг места. Направивме измени во делот на давање на дозволи.
преку посебна програма каде што ги стопиравме оние клацкалки кои што порано во минатото ги представувале, но никогаш и никаде не ги реализирале за жал, и проблемот кој што се создавал со годините сега доаѓа до експлодирање и ние бараме начин како да го решаваме. Има решение? Ја напоменав она општинска зграда, ги знаеме проблемите во секоја урбана заедница, од делот и на паркирање, и хигиена, и на урбанистичко средување. Детектирани се неколку локации. Требаше да отпочнеме со нова монтажна гаража во Капиштец, која што е најавена уште од минатата година. Направени се проекти, обезбедени се буџетски средства преку нашите програми, но за жал имаме стопирање од страна на градот. Во текот на оваа недела договоривме дополнителни средби, верувам дека ќе дојдеме до разбирање да не стопираат и да тој паркингот почнеме што побрзо со реализација во населбата Капиштец. Планирано е паркирање, подобро паркирање катна во Понјаковец, но и во Дебар Мало, каде што ја планираме нова општинска зграда и 2 нива подземно паркирање, каде што ќе задоволи околу 300 и нешто паркинг места. Во делот на хигиената би се навратил. Да. Секој од дома кој излегува, прво нешто што му паѓа во очи е хигиената. Ако може да заприметите, а така имаме и насоки, секојдневно се договараме со нашите хигиеничари одговорни во делот на хигиената, прво се чистат улиците и градинките и училиштата, но измешаноста на ингеренциите град општина, каде што градот се грижи за преку неговото комунално предпријатие за контейнерите, кои што ако не се исчистат во текот на ноќта и оние кучиња скитници кои што го разнесуваат ѓубрето, прават дополнителни проблеми на нашите хигиеничари. Ние како општина, напоменав, имаме 110 хигиеничари, но нашата грижа е за локалните улички, не и за булеварите, не и за контейнерите кои што се под ингеренција на градот. Ако сите не се вклучиме во приказката за почиста животна средина, не може само општината да се бори. Ние неколку пати побаравме да ингеренциите во делот на хигиената бидат превземени од страна на сите општини. И јас сум сигурен дека ако истите ги превземеме, хигиената ќе биде уште на повисоко ниво. Ова што го говорите укажува на системско решение или системски проблем кој генерира проблеми. Моето прашање беше повеќе социолошко. Дали менталитетот на луѓето е еден од факторите и основна причина за ова, а политиката на казни не дава резултати или не ја применувате? Тоа е трета тема, која што ја дискутираме многу често. И го оставив телефонот на страна да не ви покажувам со какво секојдневие се соочуваме во утринските часови, што све е фрлено од страна на жителите од текот на вечерните часови, почнувајќи од домашни душеци до регали и може некој ден и цело веце да склопите, од плочки до када и да го фрли во јавна шоли. Мислам, треба да ги менуваме навиките. Или да казнуваме такво однесување? Треба жителите да сватат дека во приказката сме сите заедно. Да. Дека грижата за општината, за квалитетниот начин на живот, во истата приказка треба да бидеме вклучени сите. Ова што го кажувате укажува дека политиката на добри односи може да даде резултат, но треба време. Вие имате уште една година, да не речеме година и пол до крајот на мандатот. Верувате ли дека оваа политика ќе даде резултати и луѓето ќе пополека ќе го ценат тоа? Јас сум сигурен, кај нас жителите тешко се навикнуваат на промени. Обично секоја новина не идува на отпор. Но како проаѓа времето, така ги увидуваат работите дека се може во позитива. Да. И ги прифаќаат промените кои што и понатаму и заедно бараме начин да реализираме и што повеќе проекти за да направиме што поголеми промени во начинот на функционирање. Јас сум сигурен дека од година во година и перцепцијата на жителите, прво ќе кажам, сум задоволен од сето она што досега го имаме реализирано, почнувајќи од многу проекти во делот на најмладите до повозрастните, до урбанистичко планирање на општината, грижа за улици, зеленило, градинки, училишта и така натаму. Но и сум пресреќен што оваа година и половина изгубивме драгоцено време, но во интерес на граѓаните за реализација на оние капитални, крупни проекти кои што ќе останат за идните генерации. И во претходниот разговор пред една година, а и сега сакам да ви го поставам прашањето, што прави општина Центар со урбанизацијата? Очигледно дека кога ќе се случи проблемот, јавноста реагира, ќе ве потсетам на зградите пред хотел Holiday Inn, просторот на
поранешна фабрика треска и слично. И во емисијата пред една година, и сега ве прашувам, за да може јавноста да го разбере целиот тој контекст на она што се случува во центар. Колку е центар надлежен за таквите работи и колку центар може да влие во тие процеси? Урбанистичкото планирање, носење на нови дупови, што по урбанизирање на просторот е ингеренција на општината. Ние во минатото, ако паметите, имавме мораториум, кој што делумно И си даде резултати. беше укочена градбата во општината, но истиот беше поништен од страна на судовите. По неговото поништување, тоа беше 2021, буквално и кога јас дојдов во општината, се соочуваме и до ден денеска со голем број на барања за градба. Така е. Можеме да кажем над 300 во моментот. Нашите капацитети се тие што се. Им симнувам капа на целиот тим на вработени во делот на секторот за урбанизам и со какви све предизвици се соочуваат секојдневно, но и налив на барање. Во општина Центар изминатите 2,5 години се донесени неколку дупови, неколку се во фаса на носење, дупови кои што се носеле буквално некои од минимум 4-5 години до 11 години. Била процедурата на носење на нов дуб за урбанизирање на просторот. Нашата можност како општина, односно ние како општина не сме во можност да целосно стопираме градба. Така. Знаете како се соочуваме со одредени инспекции, ако нешто било што се пролонгира малку, некогаш и не го гледаат и проблемот со бројот на поднесени пријави, одма реагираат преку инспекции кои што доаѓаат во општината и викаат зашто не постапуваат. Оние дупови кои што се донесени и се во важност, тие се во сила на закон и тие мора да ги почитуваме. Немаме начин да целосно го стопираме урбанизацијата. Следнава тема или следното прашање е нешто што ми остави впечаток и мислам дека и днината не само на општина Центар, туку на сите општини во Македонија, а тоа е ова брошура во која носи наслов општината како носител на енергетска транзиција на локално ниво. Истовремено, правејќи го концептот на овој разговор, го постави прашањето за користењето на фотоволтаици на јавни објекти. Има ли напредок во ова работа или ова е само почеток? Во тој дел сме првенци како општина кој што имаме оформено предпријатие Енергија Центар за производство и продажба на електрична енергија. Целта ни е да оставиме многу повеќе за идните генерации. Оние средства кои што во минатото, па и до ден денеска ги исцрпуваме од страна на општината и граѓаните за енормно високи сметки за електрична енергија, бараме начин да исти да бидат намалени, а сите оние пари кои што се уплаќале за таа намена ги пренамениме за повеќе зеленило, повеќе детски игралишта, спортски игралишта и така натаму. Во моментов е отпочната процедура за поставување на фотоволтаици на нашите училишта. Имаме поставено во една градинка каде што трикратно се намалени сметките за електрична енергија. Да. Целта ни е покрај задоволување на потребите на нашите објекти, вишоците ги продаваме на слободниот пазар, за да и самото предпријатие биде самоодржливо и оние кредити кои што се земени за поставување на фотоволтаичните централи на нашите училишта, градинки, односно сите општински објекти, сами ги враќаат средства. Рековте дека 3 пати се намалени трошоците. Она што сакам да го прашам, на вистина дека мора да има пресметка. Јас своевремено пред 10 години, уште кога владата даваше одредени субвенции предходно со користење на таква технологија, беше прашањето дека инвестицијата за 10 години се враќа. Сега да предпоставам. Сега тоа сакам да прашам. Дали овој период доколку општина Центар успее да направи над 50% од јавните објекти со користење на оваа технологија ќе го подобри и буџетот? Со сигурност, и тоа ни беше и целта, и се тоа што го правевме се правеше со целосен претходен план. Изгубивме многу време во делот на регистрирање на предпријатието и затоа се извади брошура од 10 чекори како побрзо да се стигне со оформување на таков вид на предпријатие, кое што покрај задоволување на потребите на објектите, вишоците ќе може да ги продаде.
Што е она што граѓаните можат да го дознаат од оваа брошура, односно од овој проект? Што е она што они како бенефит можат да го... Отворена и канцеларија Енергија Центар во поранешното матично, каде што во моментов се изработуваат одредени брошури во делот на енергетската ефикасност. И целта ни е да преку самите брошури ги запознаеме жителите за сето она што субвенционира општината. А тоа се ги споменавме кровови, лифтови, фасади, но и фотоволтаици. Набрзо самите брошури ќе бидат подготвени, планирани се отворени денови во самата канцеларија која што е опремена за да самите жители бидат информирани за сите оние субвенции кои што ги дава општината се со цел за подобрување на квалитетот на живот на граѓаните. За оваа тема ќе имаме простор веројатно да ја следиме и да ја гледаме и во иднина, особено што мислам дека ќе даде многу големи бенефити не само сега за оваа општина, туку воопшто во начинот на зачувување на екологијата, во начинот на целиот овој концепт кој што како социолог и градоначалник го говорите кај обичните луѓе, кај сите нас фактички, ќе даде одреден резултат. Сметате ли дека општината има капацитет со овој проект да направи и уште нешто повеќе, да го прошири на приватни куќи или приватни објекти? Тоа е следен чекор што го планираме. Да може да се постават фотоволтаици на зградите. Но веројатно со инвестиција на самите станари или општината би можела да влезе со одредено субвенционирање? Станари и субвенции од страна на општината. Но првично почнавме со поставување на фотоволтаици на нашите објекти за да заштедиме повеќе финансиски средства, но и се згрижиме за животната средина. Следен чекор е поставување на фотоволтаици во домакинството. Така беше и првичниот план кога почнавме оваа приказка. Сега е март месец, завршува грејната сезона, Скопје или општина Центар не е во толкав процент загадена како што вообичаено. Тие прашања нема да ви ги поставувам, ама ќе извлечам заклучок дека доколку дојдеме до оваа ситуација, ние ќе го намалиме и процентот на загадени материи во воздухот. Меѓу целите и заштедата и самото добивката. Меѓутоа останува еден отворен проблем и зиме и лете со браќаот не само во Скопје, туку посебно во општина Центар е проблем. Можете ли со градските власти или со сите други општини да дојдете до некое решение? Решението е што подобар заемен транспортен превоз во јавниот превоз во градот Скопје. Да. И со тоа да се намали бројот на возила кои што ќе ги имаме по улиците. Има неколку идеи во начинот на подобрување во јавниот сообраќај. Ќе видиме како ќе изреагира градот во тој дел. Ние како општина немаме големи ингеренции во сето тоа, но можеме да учествуваме со дање на предлози кои што верувам ќе им биде од користи на градските власти. Јас ќе ви дам сега еден предлог, за да не ме мразат гледачите, ќе го направам на лично ниво. Мојата сопруга често го вози возилото сама, бидејќи ја не возам, одам пешки, и предлагам на вкупната сума што троши за бензин 10% да му дава на сопругот. Во спротивно да не го вози возилото. Добра ви е идејата, предлогот. Дека фактички еден човек сам кога вози возило е голем трошок. Ако наутро пешачите или возите велосипед, ќе увидите колкав број на возила се со еден возач. Само со возач. Со возач, тоа е. Искрено е тоа, сето тоа жално и треба некако да се најде начин да се стопира. Мојата цел е и сега бараме начин, ќе најдеме начин да сите оние колеги кои што доаѓаат со велосипед или со тротинет и пешки на дневно ниво да одвојуваме одреден буџет кој што ќе се дават општина. Така е. Целта ни е да подигнеме свеста и да бидеме пример за сите жители да ги менуваат навиките. Прво имаме подобро здравје, штитиме животната средина, немаме нервози во сообраќајот, но и лесно наоѓаме паркинг место. Често имав обичај да давам примери место за паркирање на велосипед. Често имав обичај да давам примери кога стануваше збор во периодот на моето детство или мојата младост за добри примери како што имаше во Словенија. Луѓето што работеа во индустријата може да се организираат на тој начин што во текот на еден месец или една недела еден човек вози тројца колеги. Така да возилото е 4
патника максимално искористена. Таа навика никогаш не дојде во Скопје. За жал. Меѓутоа, да, можете да замислите 3 возила да немате на улиците, што би значило за Скопје тоа. Ќе имаме доволно паркинг простор и Нема да имаме загаденост во помала, така. многу помала загаденост. Ова ви го кажувам повеќе затоа што убеден сум и верувам и како новинар и како професионалец во оваа професија може да се влијае врз однесувањето на граѓаните не само преку правните норми, туку преку одредени морални норми, преку однесувањето на првите лица во власта, во случајот вие сте на локално ниво власт, и дека резултатите што ќе ги доведат овие промени ќе бидат бенефит за идните генерации. Верувате ли во ваква филозофија? Како не? И се трудам да бидам пример за останатите. Не, мислам само да не е само пропаганда да се возите со велосипедот, Не, да ве значи, видат пред гласање. Јас го возам велосипедот уназад неколку Вие не сте години представале. и пред да станам градоначалник, мојата пасија и љубов кон велосипедизмот е огромна и секогаш наоѓам начинот, тоа ми издувен вентил буквално кога доаѓам на работа и кога заминувам, но и на оние состаноци кои што или гостување ги имам, обично доаѓам со велосипед. Целта ни е да бидеме пример, Така е. позитивен пример за сите останати. Знаете како не се прави со казни. Значи преку добри примери можеме многу да влијаеме врз нашите жители за да сите имаме поубаво општество и општина за живење. Ако нашата грижа биде на малце повисоко ниво, да не се очекува све општината да прави, туку сите да земеме дел од разубавување и одржување на општината, ќе имаме и почиста и позелена општина. Јас многу често знам да па и со децата се шегуваме и многу често кога праѓаме од негде викаат она ние дрво го засадивме, Да, ова тоа дрво ние го засадивме. Така е. Ако сите засадиме по некое дрво, ќе имаме многу позелена општина. Кај нас поголем дел од жителите очекуваат све да направи сама општина. Невозможно е, мислам, дека тоа може јавната власт или јавната управа или локална Ќе самоуправа. ве прекинам. Да. Многу често верувам и сите патуваме и гледаме како се однесуваат и луѓето во други држави, други градови. Неколку пати сме биле во различни држави каде што и кога ќе падне снег, Самите луѓе, сите граѓани се излегуваат пред сопствените куќи и згради и се го тоа расчистуваат. се тие снегот. навики, пазете, вие сте Па многу млад во однос на мене, ги имавме. да расчистуваат и листови кои што се на Така е. улиците. Овие навики Скопје Не ги треба имаше, да ја ги паметам. очекуваме сите све да прави Така е. само локалната Скопска власт. чаршија од времето, уште кога сум бил студент, ја памтам сите дуќанџи, кога ќе паднеше првиот снег, до 10 часот денот веќе беа сите улици чисти. и Грижата сокат- е заедничка. Да. Крајот на овој разговор сакам да го завршам со убава тема, а секојаш за мене културата, уметноста или тие активности што ги презема локалната власт во соработка со уметниците во интерес на граѓаните е најдоброто нешто. Што правите на овој план телеграфски, но не значи дека ако е последно прашање дека е најмалку битно. За мене и најмалку. Па и за мене е многу битно. Најмногу битно е. Искрено. Имавме доста настани од делот на културата. За прв пат после повеќе од 10 години го дуплиравме буџетот за проекти за култура. Под капата на општината е културниот центар Јадро, каде што учествуваат голем број на невладини организации, поготово од делот на културата. Имаме одредени простори кои што се користат бесплатно, почнувајќи од матично Јадро, па и паркот на Франкофонија, каде што имаме поставено бина и може да ја користи секој за различни вид на настани. Имавме одличен настан со Игор Џамбазов, каде што го направивме оној мурал во Дебармало за Александар Џамбазов. Имаме одличен мурал кој што е направен на училиштето Коле Неделковски со Горан Стефановски. Тие се два настани кои што преубаво праќаат, има огромен интерес и посетеност. Градскиот парк е идеално место за одржување на одредени минатата хепеници. година го одржавме првиот концерт кој што не посетуваа само македонски пејачи, нешто што ќе остане. Годинава истиот ќе го подобриме, таму ја организираме и неделата на детето, каде што цела недела правиме активности од спортски надпревари, представување на дечињата од градинките и училиштата преку хорско пеење, преку представи кои што се организираат за најмладите, но и организираме голем број на настани токму во паркот на Франкофонија и исто со културниот центар Јадро имаме одлична програма која што заедно ја реализираме како улични фестивали и така натаму. Убав крај на овој разговор, особено што граѓаните
практично тоа може да го живеат и да го посведочат. Господине Герасимовски, ви пожелувам успешен мандат до крајот. Веројатно, ако продолжите вака, ќе побарате и втор мандат од граѓаните. Тоа останува они да проценат колку сте заслужиле за втор мандат. Меѓутоа, мене ми останува задоволството за овој разговор, а верувам дека за една година можеме повторно да направиме разговор на оваа тема, особено затоа што Центар, колку тоа вам да не ви изгледа, е сепак лицето на државата. Ви благодарам пред се на поканата. Имаме време да го довршиме мандатот со сите овие проекти, поготоа и капитални, кои што ќе останат белег на нашето работење, а граѓаните ќе си го кажат своето по завршување на мандатот. Наше и мое не да се видиме за една година, јас верувам многу порано, поради тоа што имаме голем број на проекти кои што се во фаза на завршување. Да. Ќе ми биде чест да не повикате за да поразговараме за истите. Благодарам. Почитувани гледачи, беше ова разговорот со магистар Горан Герасимовски, градоначелник на Општина Центар, со кого го отворивме прашањето за функционирањето на општината и за реализацијата на нивните многобројни проекти. Продолжуваме со други содржини.